Недопрената и чиста природа на селото Луковица како магнет привлекува се поголем број посетители. Вчера на одбележувањето на патрониот празник Илинден, црковниот двор беше претесен за да ги прими големиот број верници, кои беа дојдени од разни краишта, од Тетовско, Скопско, но и од диаспората. Покрај редовните посетители кои најчесто влечат роднински корени од ова село, имаше и такви кои за прв пат дојдоа со единствена причина да го видат ова место за кое слушнале многу убави зборови. Идеме во село Луковица, многу е убаво, весело и пак сакаме да дојдеме. Прекрасно е. Скоро секоја година. Од каде сте? Јас сум од Радиовци. И вака коментар за местово, за традицијава. Па многу е убаво, жената ми потекнува од тука, синот и сната се кумови на денешен ден. Многу е убаво, романтика, супер е. Предводно, свака година сме овде и годинава сме кум овде на ден. Да. Па нема, мислим, поубаво место во Македонија од ова. Меѓу најубавите места се. Само не јаде патот. Државата не помага самите селани со нешто помош. Со опати го здравнува. Ова е жалосно да видим. Жалостен случај. Да дојде премиерот да види тука како овој народ се мачи да го изгради. Продолжи традицијата на младите, секако дека треба патишта да се изградат, старите да пренесат на младите, младите на помладите и така да си ја знаеме нашата вера. Родом сме Волково, живееме, сега кумот ми е внукот, од синот, тоа све. Од убаво, мирно нека виде и здравје. Од Скопје редовно доаѓаме, фамилиарно, од тука ми е свекорот. И така традиција ни е, се проширува семејството и сите ги донесуваме тука да видат која лепота е. Одбележувањето на Илинден во селото Луковица има традиција и обичаи кои се негуваат од колено на колено. Празнувањето започнува од вечерта спроти празникот, а продолжува на самиот ден и трае до доцна вечерта. Спаси Господи, љуби Твоја, и благослови достојание Твое, победи се православни, христијаном нашим, на сопротивнија дарујај, и Твое сохрањај крестом Твоим жителство. Вчера утрото беше извршен чинот на водосвет и режење на кумските колачи, во кој беа вметнати паричките кои ги одредија кумовите за прославата на овој двоен празник до година. Сопрењето на конациве, значи уште не се прикрајни не се завршени, доаѓаат од луѓе од сите страни на Република Македонија, односно Тетово и пошироко, така да секоја година све помасовно и помасовно доаѓа. Годинава, еве сами гледате, дека има и луѓе што доаѓа прв пат, а сака да доаѓа и понатаму, од кој местото е многу фино, така да оде на 2 километра или километар се гледа езерото Козјак. Има уште една црква погоре Свети Ѓорѓи, ако можете да ga видите, да ga снимате уште пубаво. Исто така Света Петка, значи 3 цркви. Новите кумови, освен што се чувствуваат среќно и се надеваат на здравје и благосостојба во нивните домови, сега имаат обврска повторно да се вратат во Луковица следната година. Јас сум пресреќен што сум кум и сум бил кум на свадби, ама кум во манастир никогаш. Многу ми е среќа, среќен сум, весел, со ќерките дојдов тука и чувството е преубаво. Што очекувате од кумството? Од кумството здравје, среќа, беричет. Имам ќерка една мажена, година свадба правам, се надевам до година внучиња и за другите ќерки свадби исто. Вашето име и презиме? Јас сум Никола Боцевски од Волково. Бев на одмор во Грчка. Синоќа си дојдов касно и секоја година доаѓаме овдека на Светилија. Првата година кога се светеше манастирот, владиката изјави кој сака кум да биде. Јас се јавив прв. Меѓутоа што не ми дадоа селото да бидем кум, паричката се падна кај супругата. И беме кумови први тогај. Сега сум по втор пат кум. Паричката ми се падна, може да ја видите. Што очекувате од кумството? Па очекувам фамилијата да ми напреднува. Чувството е многу добро. Ја доаѓам од село Фалише, се викам Стојаски Милисав. Севте доаѓам годинава
и баш имав мера да ми падне од паричето. Купив блуза од Светилија доде и рекao да ми падне ти паричето. Зеов прво лепче и паричето ми падна. И за до година да бидеме живи и здрави, пак да биде весело, местото е прекрасно и цел народ е жив и здрав и весел. Цела околија. И на помош на сите нека им помага пророк Светилија денешен илин ден. По братско-сестринската трпеза на љубовта приредена од страна на годинешните кумови, во дворот започна да се игра оро. На него се фатија и старо и младо и машко и женско. Бендот со музика во живо ги забавуваше до доцните попладневни часови. Селото Луковица, кој е оддалечено 40 на километри од Тетово, високо на падините на Сувагора, заживува во летниот период, кога се враќаат иселените жители, а најмасовно е на прославата на празникот Свети Илија. И покрај големиот број посетители, ова место кој има природни убавини и предуслов за развој на туризмот, сепак е оставено без асфалтен пат. Во надеж дека до година ќе има пристапен пат до селото, помина и оваа прослава на Илинден во Луковица.